Селективната правда не е правда. Со овој став, пратеничката група на ВМРО-ДПМН поднесе закон за амнестија на осудените од настаните на 27 април, а како резултат на иницијативата и заедничката заложба на адвокатите Јанаки Митровски и Драган Пешевски. Со овој закон ќе бидат офатени сите осудени лица за настаните од 27 април без исклучок. Дека мнозинството ќе го прифати, ќе го поддржи и ќе гласа за овој предлог на закон, бидејќи, доколку воспротивно не го стори тоа, ќе покаже и докаже дека за нив селективноста е на прво место, а владењето на правото и правдата во Македонија ги нема никаде. Од ВМРО-ДПМН ја повика и пратеничката група на СДСМ да го поддржат законот. Доколку не го сторат тоа, ќе покажале дека за нив селективноста е на прво место. Од СДСМ уште пред неколку дена се изјаснија дека нема да поддржат нова амнестија и порачаа дека насилниците од 27 април мора да понесат одговорност и мора да бидат казнети. Од помалите коалициони партнери во владата велат дека до нив предлог законот се уште не е пристигнат, па за сега немаат конечна одлука за тоа дали ќе го поддржат или не. Од Либерал-демократската партија, кој првично не го поддржаа првиот закон за амнестија, велат дека селективност не смее да има, а за да се врати довербата во правосудниот систем, одговорност мора да има. Во државата не смее да има селективна правда или селективна одговорност. ЛДП не го поддржа законот за амнестија токму од причина за да не се прави селективна правда. Со сличен став и од Дом, од каде велат дека правото и правдата треба да се спроведуваат низ правосудните органи, а не во собранието. За квалификацијата на некое дело и за донесените пресуди, едноставно надлежни и одговорни се обвинителството и судството. Павле Трајанов од Демократски сојуз вели дека амнестијата е чин на милост и поддржува да се отвори расправа. Тогашниот закон за амнестија имаше селективен и крајно непринципиелен пристап. Беа ослободени од одговорност лица кои директно придонесоа за настаните со тешки последици, поради тоа што со нив се направи договор за поддршка на промена на уставот во врска со Преспанскиот договор. Бидејќи процесите досега стигнаа и до Врховниот суд, предлагачите на законот велат дека неговото донесување нема да ја попречи постапката, туку напротив ќе му олесни на судот. За сега предлог законот има поддршка од 44 пратеници, па за да биде донесен потребна е поддршка од најмалку уште 17 народни избраници.